Се намалува кампот на луѓето кои протестираат во Ереван против поскапувањето на струјата. Младите демонстранти инсистираат на тоа дека ќе продолжат да ја блокираат главната улица во градот, се додека владата не ја промени својата одлука за зголемување на цената на електричната енергија за 16%. Демонстрантите соопштија дека одбрале ново раководство кое ќе го координира протестот, откако досегашните организатори на протестите го напуштија кампот. На најголемиот протест имаше од 15 до 20.000 луѓе. Во Сараево, босанци од трите главни етнички групи ја посетија галеријата посветена на геноцидот во Сребреница во пресрет на 20 годишнината од најголемото злосторство во Европа по Втората светска војна. Во Сребреница српските трупи убија повеќе од 8.000 бошначки мажи и момчиња. Бошњаците кои се муслимани, хрватите кои се католици и православните срби од 13 општини во целата земја ја посетија галеријата 11795 како дел од проектот на Агенцијата за меѓународна помош на САД. Овие луѓе кои живеат недалеку од градот Киркук во Ирак се подготвуваат за битка. Тие се етнички туркмени, а многумина од нив се шиити. Тие се раселени од нивните домови од страна на милитантите на Исламската држава. Пред околу 1 месец шиитски свештеник ги повика да го возвратат ударот. Луѓето треба да помогнат да се спречи понатамошниот напредок од страна на милитантите на Исламската држава, а на крај да ги повратат изгубените територии. Јапонската влада донираше 140 камиони и друга тешка механизација на Авганистан. Возилата ќе се користат првенствено за да се чистат патиштата во текот на зимата.